3 милиони килограми оризова арпа да се откупат до крајот на годината. Се очекувањата на владата, а исто толку и до месец март наредната година. Со ова оризот нема да стои во амбарите на оризопроизводителите, а истите ќе бидат мотивирани повторно да произведуваат. Во наредните 20 дена треба да бидат исплатени субвенциите, а средствата ќе бидат пренаменети на денешната онлайн седница на влада. Очекуваме да се откупат 3 милиони килограми до крајот на годината. Следната година, февруари и март месец, да имаме исто така околу 3 милиони килограми кои што би се оризова арпа кои што би се откупиле од страна на државата, од стоковите резерви. Како држава се обврзавме пред време до крајот на годината да ги исплатиме субвенциите. За таа цел имаме денеска седница на влада онлайн за да се промени програмата и да се пренаменат средствата, да може субвенцијата да биде исплатена до оризарите. А на откупувачите, тие кои што ќе извезат оризова арпа за 1 тон дополнителна субвенција од 100 евра или што ќе каже 6 денара по килограм. Рандманот оваа година е некаде 50%, што ќе каже од 1 тон оризова арпа имаме негде околу 500 килограми ориз. Освен оризарите, историски момент е постигнат и со тутунарите, посочи Мицкоски. Наместо досегашните 375 динари за килограм тутун прва класа, постигнат е договор истиот да се откупува по цена од 400 динари по килограм. Зголемени се субвенциите од 80 на 100 динари или 140 милиони евра ќе завршат кај тутунарите. Работевме заедно со тутунопроизводителите, тутунарите, со откупувачите, и дојдовме до овој историски момент, би рекол. Само за да биде појасно за граѓаните дека тутунарите таму кон крајот на првиот квартал секоја година потпишуваат договори со откупувачите за тутунот, откупот на тутунот и цената. И таа за оваа година беше 375 денари килограм прва класа. Но бидејќи реколтата е некаде околу 17 милиони килограми, со исклучително добар квалитет, имавме разговори со тутунопроизводителите, со тутунарите и дојдовме до посекувана цена од 400 денари по килограм. Приоритет на владата се земјоделците, вели Мицкоски, и додава дека со зголемување на реколтата кај производите и квалитетот, земјата треба да биде извозник, а не увозник на храна.